Почитувани гледачи на телевизија ВИС, ми представува чест да го најавам извештајот за првото коло на лото и најава за наредното второ коло на лото. Знаат љубителите на игрите на среќа, посебно на лотото, дека лотарија започна веќе од вчера со извлекувањето на првото коло на лото 7. Извлечени броеви за првото коло се следниве: 8, 9, 10, 12, 19, 34 и 36. Седумка, почитувани гледачи, нема. За наредното второ коло джекпотот изнесува 28 милиони и 800 илјади денари. Шеска има само една. Вредноста на шеската е 1 милион 219 илјади 621 денар. Знаат љубителите зошто? Бидејќи во извлекувањето се извлече веднаш во првото коло црвеното топче кое ги дуплира сите добивки надоле. Значи, шеската изнесува 1 милион 219 илјади денари. Петки има 67, секој од нив ќе добие по 6584 денари. И четворки има 1469, секој од нив по 400 денари. Ете, тоа го направи црвеното топче, ги дуплираше добивките на шестки, петки и четворки и ние честитаме на среќните добитници. Шеската е уплатена во Скопје, во молот Рамстор мол, на уплатното место на државна лотарија и честитки за среќниот добитник. Џокерот, извлечени броеви се след 3, 1, 8, 9, 8, 7. Шеска и во џокерот нема. За наредно коло джекпотот на џокерот 4 милиони 350 илјади денари. Петка нема. За наредното коло петката ќе изнесува 120 илјади денари. Четворки има 4 по 7244 денари. Тројки 34 по 852 денари. Со два погодоци 358 комбинации по 80,94 денари. И со еден погодок 3556 комбинации по 20 денари. За наредното второ коло на лото 7. Седумката ќе изнесува над 468.000 евра. Шеската на џокер 71.000 евра и петката на џокер 2.000 евра. Почитувани гледачи, очекувате уште многу изненадување во лото 7. Почнавме прекрасно со црвеното топче, да се надеваме во наредното коло повторно дека ќе падне и ќе видите уште многу промени кои од коло во коло ќе ги најавуваме. А на крајот, од моје лично име и од името на Државна лотарија на Македонија, на сите христијани, да им го честитам празникот, најголемиот христијански празник, Великден. Да не е за многу години и многу среќа. Тоа е се од Државна лотарија. Поздрав уште еднаш и до слушање.